и да го остават овој свет кој навидме толку убав и толку многу може да подаде. И одговорот тешко можеме да си го дадеме самите себе, зашто треба да мислиме веројатно со истата желба и со истиот порив како тие што го дале животот, за да можеме да го одговориме тоа прашање. Меѓутоа црквата не подготвува и тогаш кога сме навидум во мир и кога дури може би слаби се шансите за тоа некој да побара одговор од нас до таму да го дадеме и животот свој. И тоа се случува особено во оваа епоха и во претходните епохи секако немало толку во претходните векови. Немало толку мачеништво колку што имало во првите 3 века на христијанството. Тоа било затоа што христијанството било непозната религија во тоа време и додека се замени едно друго уверување, а тоа било уверувањето незнабожачко, кое христијаните го нарекли незнабожачко, а тие што славеле така, мислеле дека на боговите им принесуваат жртви. Тие ги сметале за богови створените нешта во овој живот, кои секако христијаните не можеле да се согласат дека можат и да се споредат со Бога, камо ли да се наречат богови. Христијаните во првите 3 векови особено, значи додека се избориле, тоа не се малку 3 века цели, додека не се избориле за статус во општеството, барем да ги остават мирни, а подоцна секако Господ сакал и не само да бидат мирни, туку и нивната религија да биде званична религија на тогашното големо Византиско царство или Римско царство. Истото е Византиско и Римско царство. Само се поделило тогаш на источно и западно. И христијаните ја докажувале својата вера во првите 3 векови преку тоа што дури својот живот го давале за вистината на верата. Затоа што јасен и силен бил поривот кај нив, дека она што денеска многу луѓе не само што не го знаат, туку и избегаваат да го знаат, оти праве обврски, создава обврски кај човекот тоа. А тоа е дека животот нема крај. Има почеток, ама нема крај. Ама ако е така, многу луѓе кои живеат во овој живот не ќе знаат како поинаку да постапуваат, освен онака како што постапуваат во овој живот. Затоа се плашат од одговорноста да поверуваат дека животот има почеток, а нема крај. А ако е така, ако има почеток, а нема крај, тогаш се што ќе направиме во овој живот има одговорност за вечноста. Како што и во сегашниот судски систем има дела велик што не застаруваат. Убиство или не знам одредени други насилни дејства не застаруваат никогаш, или дела против човештвото, како ги нарекуваат, така исто и делата кои ги прават луѓето во овој живот нема да застарат во вечноста. Од тоа се плашат многу луѓе. Меѓутоа,
ако го живееме животот како што го живеат маченици, а денес го славиме свети ден како мачени живот, тогаш дури ни овој живот нема, да се сожалиме, нема ни над овој живот, ако знаеме дека делата што ги правиме ќе си ни се спомнат во вечноста, а вечноста за нас е подготвена ние да ја наследиме. Тоа се со една реченица, а со два збора кажана целата суштина во која на она што е многумини го викаат светоглед. Значи, поглед на светот, ама тој светоглед ги дефинира правците на движење на човек. Како светоглед има, така ќе се движи во животот. Ако има светоглед дека животот нема крај, почнува со раѓањето, а не завршува никогаш, тогаш поинаку действува во животот. Ако има светоглед дека ќе од 2 метра подземје и вака и така, и што и да прави во овој живот, тогаш гледа да го искористи овој живот, ако може да го искористи. Да го искористи на тој начин што повеќе придобивки за себе да стекне. Меѓутоа, свети великомаченик Георгиј, кој денес го славиме, воопшто не покажува дека има тенденција за живот како што живеат многумина современици наши, а и негови современици во тоа време, во наслади да го поменат животот колку што може. Иако тешко нуди животот само наслади, повеќе нуди тешки и проблематични состојби, отколку што нуди наслади, но човек додека тоа не го научи, се надева дека животот лесно ќе го помени. Ама тоа му доаѓа од светогледот што го има. Се, како на песната, да земам се што ми нуди овој живот. Но пример за тоа дека не треба така да се живее животот, меѓу другите, секако Господ че воскресениот го славиме, ама и неговите следбеници. Прво апостолите, секако после светителите, мачениците кои доаѓаат, меѓу кои е свети Георги Победоносец. По потекло од прилично имушно семејство. Значи, може некако човек да размислува дека следствено би можел и тој да биде имукен и да може така во задоволство да го минува животот. И средството и парите се тие кои му даваат животот на некој човек да биде побогат, со повеќе наслади и уживања или помалку, ако е посиромашен. И ако можел сето тоа да го направи, на многу рана возраст добива висок чин во војската. Тоа е, ајде не каже човек генерал дека е, ама како некој полковник, сега е цел полк под него да има или не знам, да може да наредува на илјадници луѓе. Но тоа го добива на 20 годишна возраст. Можете да замислите дека каква перспектива може таков човек да го чека ако не загине во војна. Ама Свети Георги не го одбира тој начин на живот во наслади, затоа што го прима христијанското учење.
дека ова што го спомнавме, дека животот има почеток, а нема крај. Ако е така, треба да даде одговор секој од нас, па и Свети Ѓорги, на страшниот суд. Значи, не е возможно да остани некое дејство или дело наше без одговор. А следствено од одговорот ќе дојде и наградата или казната од Господ. Иако е Господ милостив, секако, меѓутоа, како милостив го запознаваат христијаните кои знаат да имаат заедница со него. Иначе Господ за човек што никогаш не го побарал во цел живот или го побарал многу ретко, тогаш Господ е судија и суди според делата. Ама ако знаеме да го умолиме Господа со нашите дејства пред се, со нашиот побожен живот, и затоа овие дарови и тајни ги пренесуваме како што е литургијата, за да го умилостивиме Господа, по нешто да ни погледа низ прст. Те ако е праведен само во судот, никој од нас нема да се брои во избраните и во спасените. Но затоа ни ги остави овие тајни, да знаеме пред време, кога го умилостивуваме Господ, ама не е тоа со интрига да го правиме за да го умилостивиме Господа, туку овие дејства што ги правиме на умилостување нас не променува. Човек што доаѓа редовно на литургија, тој тешко можеш да го натераш после во нешто да сгреши. Години се навикнал, се усовршил во тоа што е добро, што е лошо. Тешко можеш дури да го натераш, не е невозможно. Ние луѓето сме грешни битија, ама многу потешко, многу потешко, отколку човек што воопшто не се црквува никако. Затоа што тој го нема дарот или харизмата која ја добивале верниците токму учествувајќи во тајните. Дарот и харизмата за да може да биде издржлив во доброто. И Свети Ѓорги на 20 годишна возраст, значи тој е премлад, поготово во сегашни наши услови, како што одат луѓето на факултет, па подипломски студии, па не едном таму завршуваат над 30 години со некој образование, замислите на 20 години. Тој завршил скоро се што можел и го добил, ако не највисокиот чин во војската, пред него тој чин што постои. Меѓутоа тоа не го заслепило. Затоа ние денеска го славиме. Нече не можеме да го спомним, не можеме да знае кој е. Тоа не, значи, колку е големо кога човек може да одолее на искушенијата што ги нуди овај свет. Многу може би луѓе одолеале, ама малку луѓе биле спремни да го дадат и животот свој. Е, кога дошол царот му го дал иначе чинот, кога дошол царот во посета и кога се распрашувал кои се христијани, Свети Ѓорги сам се јавил. А тогаш Диоклецијан царот и други цари пред него, па и други по него, се до 313 година, кога е прифатено христијанството како званична религија на Римското царство, се до тогаш христијанството било гонето. На ваков или онаков начин, построго или помалку строго. И кога царот, од царевите, значи, доаѓала таа наредба, не му текнувала, како и сега, на врвот доаѓаат одредени наредби и после овие другите луѓе кои се на пониски места многу полесно ги извршуваат истите. И директно на царот Свети Ѓорги му кажал дека е христијанин. Е, тоа било отприлика неопростливо, затоа што некако не може би не сме навикнале ние
на тоа што значи зборот, ама царскиот збор не се менува. Со други зборови и така е од прилика, ако како денеска политичариве што го менуваат зборот по 5 пати во ден, а не поредко, тогаш царевите наистина биле доследни на зборот. Тоа што го кажале и за сите да важи, за сите да важи. Ако треба да се гони црквата, и ако рекле, ќе го гонат и Свети Георги. Петар цар вика колку може да му бил мил Свети Георги на царот. Го ставил прво на маки. Маките, познати се дури во средниот век ги употребувале тие на тркало, ставале железни шајки, со нив го ранеле, го разранувале телото на човек. Но Свети Георги не се откажал ни по тие искушенија кои ги има. После го закопале во земја, само глава, како се гледале, веројатно на филмови, само главата му ја оставиле над земја, колку да може да дише. И тогаш не се откажал, на крај немале друга да може како, бидејќи не се откажувал од верата, го убиле Свети Георги. Го нарекуваме велико маченик и сите и друг пат што зборувале за тоа велико маченици се тие што не само претрпуваат големи маки, зашто големи маки претрпуваат и други маченици, па ги викаме маченици. А овој велико маченик, како и Свети Димитри, да речеме што е велико маченик, го нарекуваме затоа што имал висока положба, од која многу полесно било да не се откаже. Отколку човек што немал ништо, немал никаков имот, ништо не го врзувало, многу полесно било да се даде живот. Колку повисока позиција имал, толку поголема заслуга пак за верата, затоа што се откажал многу повеќе од колку се откажал оној што немал ништо. Затоа го нарекуваме велико маченик и затоа неговото дело е многу значајно. Прво, во епоката во која што живее, мислите тоа не го гледале, како денес што гледаме на телевизија, нешто порано немало телевизија, ма се собирале по площадите, овие дејства сите биле јавни, со многу луѓе се собирале. И се во ова што го прераскажуваме, го виделе многу луѓе. Многу луѓе, не во овој пример, ама во многу други примери кои ги познаваме од животите на светителите, мачениците повлијаеле со нивното дејство, со нивното мачеништво, значи повлијаеле кај многумина што ги гледале во нивната епоха. А замислете колку генерации сега го спомнуваме Свети Георги или и другите маченици. Ги спомнуваме затоа што нивните дела ги спомнуваме кои се бесмртни. Нивното дејство што го направиле во времето е бесмртна. Следствено на тоа, нивната личност постанува, и личноста е носител на делото. Не може делото да го двоиме од личноста и да речеме ова дело е добро, ова дело е лошо, не знам, можеме ние да правиме предмети од делата. Ама тие се карактеристики на одредена личност. Може ли личноста тоа да го износи или не може да го износи? Ете, овој пример на Свети Георги ни покажува како ја живееле верата христијаните, ама исто и не задолжува и нас како ние треба да ја живееме верата. Она сега во епохата некако најмногу завршуваат гонењата со затвори. Затоа што им не смеат во повеќето 99% од државите смртната казна е забранета. Не се извршува смртна казна.
Значи не можат некого да го убијат, па дури ни заради верата. Ама можат нешто друго да му прават. На друг начин да го принудуваат, да се откажува. Јас ќе речам од верата, ама може да бидат и тие и други убедувања, што ги има човек. Тоа обично го прават луѓе кои се очајни во дејството, и луѓе кои ништо не знаат од историјата. Дека повеќе постигнува еден маченик со тоа што ќе го даде животот, отколку кој знае колку илјади други проповедници да проповедате дека како мене вака и да ги објаснуваат работи. Кога ќе видите дека некој страда за верата, па дури и животот свој го дава за верата, тоа е печат на се. Нема потреба од силни проповеди, од речени проповеди, затоа што го гледаш дејството на некога, ама и Господ многу поќе го цени тоа. Затоа високо место имаат овие личности кои ги спомнуваме, свети великомаченик Георги, свети великомаченик Димитри, ама и сите маченици во црквата. Затоа што некој повеќе, некој помалку допринел се во зависност од условите во кои што живееле, меѓутоа сите не задолжиле нас, генерации после тоа, да го разбериме животот поинаку, отколку што го разбираат други наши современици. Не задолжиле да го сваќаме животот, како што рековме во почетокот, дека нема крај. И ако животот нема крај, тогаш треба да бидеме одговорни сега, овде. Не да бидеме одговорни некогаш кога ќе ни се побара одговор за тоа, тогаш касно ќе биде. Сега да мислиме за делата што ги правиме. А ако мислиме сега за делата секако што ни ги опишува Стариот Завет, ни ги опишува Новиот Завет како добри морални дела. Тоа што овие денешни наши владетели ќе си постават одредени закони, тоа е некој од нив се, може би дури и повеќето се основани на Светото Писмо, затоа што памти дека важат моралните работи за да обстои една заедница. Ама не сите, затоа што одредени роди гледате како често се менуваат, ќе донесат закон, после тоа ќе го надополнуваат децетина пати и после тоа ќе им текне ќе го променат. Тоа значи